Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Dobar den, повелете во Миленко Неделковски попладневно радио шоу, уште едно во оваа сезона. Четврта или пета ли радио сезона, тече времето, не да тече, него брза, лета. Човек не сака да мина толку лета, а сите лета, демек години. Минува денеска, ќе правам спортска емисија, уште поарно ќе правам фудбалска емисија и ќе ви кажам се она што јас го мислам и што го знам за фудбалот во контекст на вчерашниот голем успех што нашата млада репрезентација под 21 година го направи во завршното коло од квалификациониот циклус за Европско првенство за во категорија до 21 година, што ќе се одржи следното лето во Полска. Значи, моето искуство, знаење, сознание, лошо и добро искуство, работи кои сум ги видел, работи кои сум ги истражувал, со нешто со кои што сум се соочувал, сето тоа како подкрепа, како една компилација при она што ќе го разглобам, односно ќе го поставам како своје видување на настапот на нашата репрезентација, односно на ситуацијата воопшто во фудбалот во Македонија во оваа година, на почетокот на новата фудбалска сезона 2016-2017 во Република Македонија. Значи, уште еднаш повелете во Миленко Неделковски радио шоу на Радио Слободна Македонија, на тие фреквенции, во редовен термин, со редовен домакин и бидејќи се работи за фудбал, не е така редовна музика, бидејќи не сме да емитуваме еден куп музики кои би сакале да ги емитуваме, ќе емитуваме заради, нели, што се работи за фудбал, ќе емитуваме италијанска музика. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Долго време оваа постава, да ја наречам управа на Фудбалската федерација на Македонија, трпеше критики од се и секој. Она што ми е најкриво, кога критиките, не оти бранам некога, ама кога критиките доаѓаат од некој што го направил македонскиот фудбал мизерен и го донел на мизери гранки, кога тој критикува, тоа што тоа најодвратно. Мене ми е најодвратно. И велам, оваа управа, значи овој председател кој се вика Ирчо Георгиевски, беа критикувани за се и се што, дека не знам, украде не знам колку пари, дека играчите, значи се она што всушност се случуваше во периодите претходно, особено во периодот на владењето со фудбалскиот сојуз на прилепското лоби предводено од Хари Хаджиристески. И од друга страна евидентни се лошите резултати на репрезентацијата на Македонија и евидентен е страотниот пад, ужасниот пад на место на FIFA листата на кој сме 160 и некој. Иако треба се земе предвид дека е сосема друго сега мерењето, рангирањето, по други параметри се мери тоа, меѓутоа лошо место си е лошо место, кои да се параметри тука. Нема дискусија. Меѓутоа, она што е најважно е тоа дека практично на Илчо Георгиевски, односно, ќе речем, на оваа управа, на ова раководство на Фудбалската федерација на Македонија, му беше оставен таков распад на системот во Фудбалската федерација, таков раскол и таков надолен пад, да никакви кочници, никакви гуртни, никаков ленгер не можеше да го задржи
тој брод што тоне. Сите нормално се повикуваат дека порано имало повеќе успеси, заборавајќи да го кажат клучниот елемент, а тоа е дека порано имаше подобри успеси затоа што имаше подобри фудбалери. Меѓутоа сите тие фудбалери произлегува од првенството кое се играше во рамките на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Првата лига, втора, трета, сите купот Маршал Тито и така натаму. Сите оние големи фудбалери кои веќе се сега, кои тренери, кои пензионирани, кои произлегува од Вардар Пелистер, од Силекс, од Победа, од Беласица, значи од македонските клубови, од Тетовската школа, Тетекс, Љуботен и така натаму, од Скопската, Слогај го Магнат, Балкан, ако сакате Цементара, Работнички Скопје, сите тие едноставно со времето се пензионираат и времето, како што кажав на почетокот од емисијата, летата си летаат, годините си одат. И ако забележувате, ние најсилна репрезентација, имавме таа репрезентација што беше наследена, односно што ја зема Андон Дончевски веднаш по самостојувањето на Република Македонија. И ако гледаш во неа кого све имало од голмани како Перо Милошевски, подоцна еден куп добри голмани, Антонио Филевски и така натаму. Ако земеш дека таму имало центар халфи кои настапувале од Сетинов, од Чеде Јаневски, од Калц Марковски, значи Цапар како везни играчи, да не зборам за Дарко Панчев како шпиц и така натаму. Кога се гледа, кога се направи тој преглед, се гледа дека резултатот практично доаѓало тоа што играле играчи кои претходно се надпреварувале, созреале, се искалиле во исклучително сериозни лиги. Не само првата Југословенска лига, туку и пониските надпревари. И плюс, имаше после тоа друга генерација, која е една генерација која исто така како младинци, тазе влезени во своите тимови, стаса во своите екипи, односно стасува во своите екипи со овие веќе возрастни играчи кои наставуваат, значи, сега, што знам, почнува да ми текнуваат име Саша Чирич, Сашо Милошевски, значи играчи што не игра. Предпоставувам дека Саша Чирич е сигурно добриот македонски шпиц во историја на оваа игра во Македонија, земајќи ги меѓутоа човекот е мирен, сталожен, тивок, не фалбаџија, па неговите перформанси во Германија никогаш не излегува на бела виделина. Ја имам намера тоа да го баш извадам на виделина. Бидејќи тоа е единствен фудбалер од Македонија, каде што во сериозна или најсериозната европска држава, тоа е Германија, во град кој исто така еден од најважните градови историски, економски и туристички во таа држава, нему му дадоа име на улица по него, каде што целата трибина беше обојувана со македонско знаме и со неговото име Саша Чирич. Каде што постигна, не знам, јубилејни 1000 гол и така натаму и така натаму. И сега после таа генерација имаше уште една генерација кој во рамките на распадот на старата држава кон новата, кон самостојна Република Македонија, беше во тие граници 18, 19, 17 години, учествувал во младински категории или во првиот тим, па влегувал и така натаму, и кога изумре тоа, останаа онака само тук-там некои си бисери од типот на Горан Пандев и толку. И како се оддалечувавме историски со години од онаа Југославија, како овде со години сите председатели кои беа тука од Дзинго преку Ламбе и Хари, едноставно се сведуваше се на локална расправија, кога е Дзинго да е успешен Силекс, кога е Хари да е успешна Победа, кога е Ламбе да е успешна Струмица со Батеване, во сите тие како ќе се уиди се да е успешна Слогај го Магнат на Рафет Муминовиќ, и кога гледаш во сето тоа време, практично внатре македонските примитивно провинцијалски борби доведоа да нема фудбал, да има наместени суди,
namesteni nadprevari, pušteni nadprevari, sileđijski nadprevari, tepanja po tuneli i tako na to, da dovede u situacije da nije praktično ova rakovodstvena fudbalska federacija ne nasledi nadprevaruvačka liga. Ne za vtora, ne za treta, prva ta liga beše. Nema sponzori, nema timovi, nema klubovi, nema luge što saka da finansirat, nema igrališta, nema stadioni i sve to moraš da se pravi. U ovija poslednji 5, 6, 7 godini. Znači, trevnati tereni, investicija u tereni okolo, ima poveke raboti na teren fudbalskата federacija da napravi teren, odkoliko što sami te gradovi rabota. Takov je slučaj od Bitola, takov je slučaj od Prilep, takov ima dosta, takov je slučaj od Gevgeli, ima dosta, takov je slučaj od Kavadarci, ima tako mnogo slučaja. Pa tako da sve dodeka nemame prvenstvo silno ovdeka, a sve ušte go nemame, u ovoj moment ima 2 seriozne kluba, Vardar i Škendi od Tetovo i toliko. I sve dodeka nemame seriozan nadprevar, seriozan nadprevarovački ciklus vo prvata liga i vo vtorata, koja сега treba da bije 2 vtori ligi, i vo kupno nadprevarovanjeta ne može da iznedrime fudbaleri. I kako što se gleda, ako se napravi spisok od igračite koji nastapuva vo mladata reprezentacija, odnosno oni najbitniji naši igrači koji včera ko napravi onaj golem uspeh, gdje se vidi da se toa mladi deca koji na vreme, ušte mladi, da li živele tamo, da li tatko im gi odnel, da li imale sreće su neki menadžer da gi vidi na 2-13 godina da gi zeme, toa se glavno igrači koji site igrat vo stranski klubovi ili vo školite na stranskite klubovi, znači ne se prvotimci vo prvite ekipi, ili igrat ovdeka vo Vardar i vo Škendije i toliko. Vo jedinstveните, znači subjekti fudbalski koji se nadprevaruvački, kadrovski, trenerski i finansijski spremni da podržat luge koji zna da igraju fudbal. I сега ние имаме екипа koja gledame, da kažeme go imame što znam Bardi ili kažite koji ili Babunski koji igrat vo stranstvo, vo seriozni klubu, što da Babunski igra u Crvena zvezda, vo Belgrad, igraše pre toga ili beše vo Barcelona, kada tamo šetaš od klub vo klub. I tije se našiti igrači, međutim, tije igrači pod jedan slučajne okolnosti sozrevat vo isto vreme i благодарейки на макотрпната работа на Фудбалскиот сојуз, односно мислам дека е тамо голема работа има завршено Саша Чирич, а тоа е одење и убедување на тие млади играчи кои можат да имат државјанство на една или на друга држава, на пример она момче што влезе во 17 години, тој може да е граѓанин на да е жител на да има пасор швајцарски, тој сепак се решава за македонски, па да игра за нас, значи да се убедат родителите, немој да игра за Швајцарија или било која друга држава, да игра за Македонија, што е логично дека секој родител, доколку нема некои исклучително силни патриотски чувства, па да рече син ми ќе игра за Македонија, а има луѓе кои се тамо втора генерација, трета генерација, ако нема некој таков родител, во тамо е природно и логично да тие речат дај нека игра за по-етаблираната, по-организирана, по-фаворизирана држава, например во случајот за Швајцарија, ако треба бира тоа некој момче меѓу Швајцарија и Македонија, например. Како и да е, според мене единственото она што сега треба да се забележи е дека овој фудбалски сојуз имаше многу трпение да ги издржи сите удари, дека порано, например, во сите млади категории, сите селектори порано зимаа пари за да децата играат во првиот тим. Ако не да е родителот или кој да е пари, не може да игра, него вика, го седи на клупа и така натаму. Сега не е така и тоа се гледа. Се гледа од тимот кој настапи у 21 година, по 21 година. Но зборот ми е сегашната фудбалска влада мораше да истрпи многу удари за да дочека да склопи еден тим и добро е што е тоа овој млад тим до 21 година. Јасно е дека возрастниот тим колку и да пружи добри игри, наместо да имаме сега 5-6 бода последни надпревари со Италија, со Израел
Со Албанија, Израел и Италија сега имаме еден голем компир и тоа е крај на таа генерација, нема повеќе од тука. Имаше можност, за жал немаше и доволно спортска среќа, иако не е само спортската среќа во прашање, ако земам да критикувам, тука има многу повеќе работи кои се за критика во врска со репрезентацијата и со самите репрезентативци, меѓутоа тоа ќе го оставам за некоја друга дебата и за некоја друга емисија. Меѓутоа факт е дека таа генерација, да ја наречеме генерацијата на Пандев, таа генерација е готова. Генерацијата на Шиков, таа генерација е еден завршен филм. Сега треба да се сконцентрира Фудбалската федерација кон младата репрезентација под 21 година, да видиме што ќе направат, што и да направат е успех летоска на Европското првенство под 21 година во Полска, и после тоа сите тие млади момци да се инкорпорираат во А-селекцијата, со селектор, може би овој селектор кој ги води да ја преземе А-селекцијата или да се направи некоја комбинација, значи меѓу Милевски и Мрме, и од А-репрезентацијата да останат само неколку супер квалитетни и не толку стари фудбалери, па таа репрезентација полека да созрева некоја нова наша А-селекција. Меѓутоа, факт е едно, дека ние премногу заминаа годините во однос на Југославија и ние немајки систем на надпревари и немајки квалитет и безбедност за надпревари во Македонија, да ве подсетам колку тепања, без малку линчови имаше, ве подсетам на оној последен обид за линч на оние деца, младенци, што ли беа фудбалски клуб Вардар на стадионот во Чаир. Значи, немајки основни безбедносни услови, ние не можевме да создадеме како држава, да изнедриме, и малку луѓе сме, ние 2 милиона, да изнедриме играчи. Еве, конечно се создаде низ селекција, низ многу работа, низ многу убедување на луѓето, дајте да играме сите за Македонија, низ навистина добра и напорна работа на тој селектор Милевски, создадовме успех над кој треба да ја надградуваме сега репрезентацијата, а да го чекаме домашното првенство да проработи. Оти се уште не е проработено. Имаме клубови кои структурата и покрај тоа што ја менуваат, се обидуваат да донесат спонзор, не ова као Пелистер, или да се врати во живот како Победа, или Силекс некако да живее на стара слава и така натаму. Македонија едноставно нема надпреварувачки момент овдека, со исклучок на дуелот на двата тима што имаат исклучително богати газди, а тоа е фудбалски клуб Вардар Скопје и фудбалски клуб Шкендија од Тетово. Сето друго е далеку под нивното ниво. Уште еднаш би сакал да им честитам на младите фудбалери, а ќе продолжам овој разговор за фудбалот во текот на емисијата. Меѓутоа би сакал сега да сум малку злочест во врска со две работи. Кога беше назначуван на местото на Бобан Бабунски Благоја Милевски за селектор на младата репрезентација под 21 година, сите квази новинари, спортски стручњаци и така натаму не отруја со тоа дека тој бил во кумовска врска со претседател на Фудбалската федерација на Илчо Ѓоргиевски. А еве сега овој резултат кажува дека била или не била кумовската врска, резултат има ако има квалитет и ако има работа. Сега сите тие што тогаш критикуваа и што ја споменуваа кумовската врска, си молчат и не говорат ништо, се прават чукнати, гледат да помине време. Тоа е број 1 и број 2. Ги нема оние кои минатата година толку се засилија формирајќи некое неформално друштво кое се нарекуваше, има Facebook страна која се веќе никој не ја полни, Обединети за фудбалот. Сето тоа предводено од поранешниот генерален секретар на Фудбалска федерација на Македонија Игор Климпар и од поранешниот директор на фудбалскиот клуб на Вардар од Скопје Драган Томовски, а зад нив застана еден куп цаневци, маневци и така натаму. И се обидува да направат, тука се собира, па во Александар Палас правеа некои банкети што ги плаќаше Мир Садиону, се некои бивши, се некои еднаш два пати што биле, што не направиле ништо, се тие би сакале да се вратат. Сега тие Обединети за Македонија, како и овие пишувачиве на текстови во врска со кумашинството меѓу Илчо и Благоја, и овие од Обединети за фудбалот никако ги нема
već je minat poveki od 24 časa, da se oglasat niz nekoja, ako ništo drugo, socijalna mreža, pa da reče, bravo ove kolega Blagoje Milevski, dobar je rezultat, ili bravo ovija deca, izgleda se dobri, imame perspektiva. Ne, nema ništo. Koga beše za pljukanje, denjenoke, ima duri svoj sajtovi, kako što beše ono je Sport Medija, se javike ne, to je Sport Medija, se ima drug gazda, drug sobstvenik, pa to je ne pluka veće, ama ima Facebook strani i taka natamo, njim nakloneti medijumi od tipot na nova ona televizija, internet televizija, ne televizija ta prava, ona na Borjan Jovanovski i taka natamo, međutim, etegi nema nikade se da vlezat u studiju i da reče to ova ništa ne čineše, odnosno sprotivno da reče to ova beše sve dobro, mu oddavame kredit na to i to i to, evo, ne mora siti da ih spomenam, ama ti je što se najzaslužni. Futbol je današnja tema, vi ga slušate, Milenko Nedeljkovski od studio, to vod centar od Skopje, sproti v blizina na Žabarot, vakar za najlesno da se snajdete, i zato što ako vi kažem vladana Republika Makedonija, može nema da znajete kaj je, oti to je za vas neprijatelji na ova emisija koju me slušate, to je Seušte CEKA na Makedonija, Centralni komitet na Socijalistička Republika Makedonija. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. A od mene se očekuva da govoram sekoja sreda od 17 do 18 časot. Što bi rekle stari teluge, prašaj patalec, ne prašaj gatalec. Pa ja sam jedan od onija patalci koji svoje to iskustvo, pa ako sakate i znanje, go gradal niz to što se u jedan del od svojeg život zanimaval so futbal v smislu na vodenje na futbalski klub. U mojem slučaju to je beše futbalski klub Skopje, koji od na polusezona, zimska znači polusezona, od posleden vo vtora liga, togaš vtora liga Zapad, raspadnat klub koji nemaše vkupno 2 čorapi, skinati, go uspjev da opstane u vtorata liga, sledната godina da bide prv. Vo vtorata liga so 17 boda prednost pred vtoriот koji si каже Карл Орман od Struga. I tretата година на полусезона да биде прв пред сите и дури пред Силекс, иако на крајот од полусезоната Силекс стана прв со службено земени бодови откако излажа Дзинго, Добре Иванов, Ласте Саверски, целата таа структура околу Дзинго, вклучително Ико Атанасовски покојни, така натаму, па му зема на Беласица зема службени бодови, па има еден бод повеќе од мене. И после тоа банкротирав, меѓутоа имав преубави 2 години водејќи фудбалски клуб на највисоки можни професионални највисок можен професионален начин од подготовки по странски земји, кога се уште овдека никој не знаеше како се прави тоа, до надпревари со познати екипи, например на 100 годишнината од Удинезе, од фудбалскиот клуб Удинезе во Удине игравме на стадионот Фриули и така натаму, сега да не навлегувам, сега да личи дека нешто плачам. Меѓутоа, факт е дека сум пателец, исто како што има и други пателци со кои не сум се согласувал, дури ако сакате вака и не сум се ни сакал, као што е, например, Рафет Муминовиќ, тогаш газдата на слога Југомагнат, или како што е, например, има што знам, еве, например, ПЦ Асиба од Македонија, или оној, како се каже, газдата на Балкан, или ако сакате и Батеване во Струмици, така натаму. Имаше во Битола така доста. Меѓутоа, оној што работел во фудбалот и оној што водел фудбалски клуб знае колку е тоа тешко. И од друга страна, јас сум разговарал со многу кои имале големи успехи, како што е, например, Црвена звезда Белград, која стана европски светски шампион. И долги разговори сум имал со нивниот доктор Нешовиќ. И кажува, Миленко Моравика, мораше се да се поклопи во Црвена звезда, за да тие станат шампиони. Се.
Значи со години внимававме на кого донесуваме, тие што беа почурук со карактери што не се погодуваа да ги исчистиме, да ги продадеме, да не биде тоа да не се осети некоја драма. Оние кои се попалави со време да ги ожениме, да им се роди дете, па да станат одговорни кон своето дете, да си рече чекај јас ова ќе израсне, пошто ќе ме памети мене како татко и така натаму. Значи, плюс да се погоди целата екипа, плюс тренер, плюс управа, плюс ова, плюс резултати, за да се дојде до таков резултат и така и се прави фудбал. И ако гледате, вие има многу големи фудбалски клубови кои со години не може да се вратат. Еден Интер после Мориньо не може да се врати, Милан, гледайте, например, како тоа тешко им оди на неколку германски клубови кои ќе испаѓаат, клубови кои никогаш не испаднале од првата лига, од првата Бундеслига во Германија. Едноставно, Ла Коруња, мислам има сега милиони сега тука за Сент-Етиен, да не ги бројам, Уипеш Дожа, да не ги бројам сите. Едноставно мора да се погодат работите, да се наместат, да се склопат и да дојдат на едно место и од тогаш така да има резултати. Тоа само малку, од друга страна има многу малку врвни тренери, има многу тренери со професионални лиценци колку сакаш, тренери со лопати да ги. Меѓутоа во светот постојат 4, 5, 6 души. Не е за џабе бил Фергусон единствен или Гвардиола или Мориньо и така. Не, затоа што се тоа само неколкумина кои можат да склопат. Значи, во рамките на еден цел склоп и тие да се вклопат, значи да се наметнат над луѓе кои вредат 1000-кратно повеќе од него самиот. Па така и во Македонија, ако сега тоа го спуштиме. Јас кога бев во фудбалскиот клуб Скопје, успеав да ги склопам сите играчи кои беа напуштени од своите клубови. Еден клуб играчи беа напуштени од Вардар, односно на Бркани, Мирко Спасовски, Антонио Филевски, Гого Јовчев, Дарко Стојковски, купишта играчи, потоа напуштени од други клубови, Пацоли, Еролавди, Тони Ангелов исто така напуштен од Вардар. Купишта други играчи кои јас успеав да ги соберам, некои веќе на залез на кариерата, некои и откажани комплетно. Например, што знам, беше откажан, сега не можам да се сетам и на името. Неколку откажани веќе, као не, јас идам работи човекот во стоваришто, викам, дај бе, ќе се активираш. Ама ја знаеш 31 година, дојди почни да играш. И така после си ја продолжија кариерата и многу од нив сум извадил на пат, сум продал устранство, како што беше Караджов, како што беше куќето од Лисиче и така натаму. Меѓутоа, сето тоа треба да се погоди. И председател, и тренер, покоен Димовски од Ниш беше тренер, тоа не тренер, него тренериште. Тренериште, што да вика. И екипата, и финанси да се поклопат да има, и играчите да имаат внатре лидер, и капитен да има, и добар изведувач на пенали, и добар голман за пенали. Све да се уигра и да се дојде до резултат. Сега репрезентацијата на Македонија под 21 година, ја има таа судбина да во еден одреден момент, во едни одредени години, 2-3, во кој се испородат деца кои си се пласирале себе си низ странство на различен можен начин, најмногу благодарејќи на нивните родители. И во еден одреден момент Фудбалската федерација ги собира под едно исто знаме, под една иста химна, под една иста идеја, им дава тренер кој имаше добри резултати, реално со Вардар и така натаму, меѓутоа Вардар е преголем, па тамо и поголем и помал тренер може да направи добар резултат, меѓутоа очигледно е многу тешко, како што е случајот со со Благоја Милевски, од млада екипа да направиш, значи нешто што треба да го формираш, ти да го направиш, не да наследиш екипа, па да речеш ми треба леви халф или десно крило и ќе направам што треба. И така сето тоа склопено во силна група, пазите, група со Шкотска, со Франција, со сите вредат тамо, со Исланд, со Украина, да пазите, се светски веле сили. На крајот на криштата колку од нив учествува на последното во летоска првенство во Франција,
по тоа може да се цени за какви екипи се работи и сите тие млади играчи нивни играат во првите тимови во екипите низ Европа. И сето тоа да го вклопи Фудбалската федерација на Македонија, односно целиот тој систем кој го води Фудбалската федерација на Македонија, го вклопи и го направи да доживееме, да имаме предобар резултат и многу важно, сето тоа кога ќе се направи, многу е важна внатре климата. Да немаат звезди, да нема набилдани со носоите нагоре, да нема умислени, него сите да се за тимот и големите звезди, и тркачите, и оние што се чистачи само што рогаат и со глава што удират, и резервите, сите да се уиграни, да нема внатре завист, кавга, да нема внатре лош црв кој ќе рие. И сето тоа се гледа во репрезентацијата на Македонија. Во репрезентацијата на Македонија има најмногу во ова по 21 година, има најмногу македонци, меѓутоа има и од другите националности. Сите се живеат како браќа, сите живеат како најдобри другари, сите ги пеат сите песни, да се подсетиме, исто е Црвена звезда стана европски шампион во бари, и покрај тоа што Илија Најдовски или Дарко Панчев, да кажеме, не беа ни срби ни ништо, во кабината се пеа српски, патриотски, ако сакате, и националистички песни, меѓутоа што го тимот потикнуваат нагоре, марш на Дрина, кото каже Србија е мала и така натаму, го потикнуваат, го дигаат клубот, значи сите се заедно. Нешто слично со македонските патриотски и навивачки песми, пред се навивачки песми се случуваше вчера во поттрибинскиот простор на арената Филип II, или јас би сакал да кажам дека е тоа си се вика градски стадион во Скопје по мое, како си беше на времето, градски стадион во Скопје. Сето тоа, сета таа клима кулминираше со еден тим кој сега само треба да има знаење и трпение, пред се во раководниот дел од Фудбалската федерација, пред се тука најголемата одговорност е на Илчо Георгиевски, на Саша Чирич и на Благоја Милевски, да таа компактност во таа екипа остане и таква компактна и мотивирана да може да отиде на Европското првенство за фудбалери по 21 година во Полска летоска и да тамо направи што може да направи. Но зошто е таа компактност? Не толку заради резултатот тамо. Оти тамо кој да е резултатот е најдобар. Бидејќи ова е прво, да подсетиме сите оние кои ја напаѓа оваа фудбалска федерација, ова е прв успех на некоја македонска селекција во историја на фудбалска федерација, порано се викаше тоа Фудбалски сојуз на Македонија. Значи најголемиот успех е ова. Молам ле, убаво, нема поголем успех од ова. Велам, значи каков и резултат да направат во Полска? Добар, лош, загубат, изгубат, нерешено, бод, 2, 5, без разлика, тоа ќе е најдобриот резултат, бидејќи друг нема. Меѓутоа, многу е важно таа екипа да се задржи за по овој циклус кој завршува за година и месец-два овој квалификацион циклус за првенството во Русија, каде што ние сега апсолутно немаме никакви шанси, 3 утакмици, 3 порази, еден компир, 0 бодови. За после тоа целата таа репрезентација да се инкорпорира за следниот квалификационен циклус. И на тој квалификационен циклус да се има трпение со овие млади играчи. Многу пати сум говорил, ме прашувале, и јас сум правил некои емисии и сум пишувал. Значи, качувањето од така наречено од група во група или од шешир во шешир, нели, ние сме тамо во предпоследниот, во уште малку ќе сме и во најслабиот шешир, а бевме во четврти, сме биле така на граница меѓу трети и четврти, сега сме во најслабиот шешир или во до најслабиот. Значи, качувањето, како и паѓањето надоле, така и качувањето нагоре е еден процес, спор процес. Не можеш ти сега да си у пети шешир, сега следниот пат да си у трети. Тоа не бива така. Значи, треба резултати полека. Така да, со оваа репрезентација да се има трпение, полека да се искачиме во нашите квалификациони групи во погорен шешир, сега упорно шешир, значи група, од каде што се влечеме, од каде што се жлебаме, за да во некоја идеална ситуација паднеме во група каде што има двајца подобри од нас, еден рамен на нас, од кој од двајцата подобри едниот е во криза и така да имаме шанса да се пласираме на некој европско и светско првенство. Како што се пласира во даден момент ја искористија
го искористија моментот да кажеме репрезентациите на Босна и Херцеговина, на Словенија и на многу други мали репрезентации од мали држави кои успеа да направат барем еднаш или повеќе пати после тоа да учествуваат на елитно европско или светско надпреварување. Тоа беше мојата фудбалска емисија. Вие го слушавте Миленко Неделковски на овој ден, мислам дека е 12. Тоа е еден ден по прославата на 11, каде што никој во оваа држава, со исклучок на Миленко, не спомна дека, значи, тоа е денот на сенародното антифашистичко, а не комунистичко, антифашистичко востание. И велам, никој не спомна дека тоа антифашистичко востание било против фашистичкиот окупатор од а тоа се бугарите, германците и италијаните. Значи, еден ден по прославата, каде што прославивме дека пукнала првата пушка, бил нападнат участокот и имало востание, ама не соопштивме против кого било востанието, кон кого пукнала пушката и чив бил участокот, тоа не го утврдивме. И морав јас неколку пати да повикувам, дајте, кажите дека тука биле окупатори, злосторници, зверови, убийци, биле бугарите тогаш. Италијаните во одреден дел од Македонија и германците исто така во одреден дел од Македонија. Значи, еден ден по тој 11, на 12 декември, Миленко Неделковски попладневно радио шоу на Брановите, на радио Слободна Македонија. Се слушаме следната среда, а во овој петок нема да има емисија со молчење. На телевизија ќе има емисија каде што ми гостува докторот по филозофски науки, инаку своевремено кошаркарска легенда, Љубодраг Дуци Симоновиќ. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.